каде се консултациите со пратеничката група во однос на делувањето на опозицијата околу уставот кога ќе влезе во собранието? Консултациите се постојани и се во тек. Она што не смее да биде изненадување и доведено во прашање, а тоа е спроведување на политики кои што ќе бидат спротивни на оваа капитулантска политика, на оваа девастирачка политика за Република Македонија. Секако тие консултации се во насока како да се запре ова девастирање на државата и ова економско понижување, национално понижување, државно понижување на граѓаните на Република Македонија. Се размислували за една пратеничка група околу овие сомина што гласа за уставните измени, веќе формираат нова пратеничка група? Видете, сметам дека делувањето на ВМРО и како една и како неколку пратенички групи воопшто не прави разлика во однос на она што треба да представува политика на ВМРО ДПМН е политика на опозицијата на сето ова што и се случува на Република Македонија. Така што дали делувањето ќе биде како една пратеничка група или ќе биде како повеќе пратенички групи, зависи од она анализа колку вроди со плод поделувањето на пратеничката група, односно пратениците од ВМРО ДПМН во повеќе пратенички групи, но сепак тоа нема да влијае во насока на она што се вели политика и поставеност на ВМРО ДПМН на опозицијата во парламентот. Постои ли можност да поднесете свој амандман и устав? Како што реков, се она што се размислува и се она што се презема и се она што ќе се презема во ВМРО ДПМН е во насока на спречување на оваа капитулантска власт за понатамошно девастирање на Република Македонија и економско уништување на Република Македонија и граѓаните на Република Македонија. Најавивте дека ќе го поднесете законот за амнестија в понеделник. Вчера СДСМ изјави дека нема да го поддржи. Кој е вашиот став? Како што и вчера од ова исто место посочив, доколку предлогот за амнестирање на сите инволвирани во случувањето од 27 април на еден брз начин, во една брза постапка во собранието, ќе значи само едно, дека оваа капитулантска власт сака да спроведе само една селективна правда, една селективна неправда, една играрија со правото, само во насока на задоволување на оние пратеници кои што прифатија поданички да ги поддржат капитулантските политики кои што произлегуваат од еден ништовен договор подпишан во Преспа.